Здраво, драги пријатели, добре дојдовте на каналот Татунчо. Гостин на денешниот подкаст е господинот Тренчо Димитриевски, новинар и истражувач од Прилеп, кој што е одличен познавач на македонското културно, историско и природно наследство. Тој истовремено е познат по уредувањето на порталот pelagon.mk, кој што ве поканувам да го посетите и да ги видите содржините кои што овде ги обработуваме, да ги видите таму, систематизирани во написи, во текстови кои што се исклучителна ризница за знаење и информации. Кога сме кај информациите, јас денеска овој вовед го правам вака на овој начин, за да ви известам дека каналот Татунчо е комплетно монетизиран како и повеќето големи канали кои што ги следите. Значи, YouTube ја возможува опцијата Join на сите монетизирани канали, така и каналот Татунчо го возможува тоа. Тоа значи да се биде дел од еден клуб на каналот Татунчо, за кој што подоцна јас имам намера да направам посветени видеа кои што се на некои исклучителни теми поврзани со некои многу интересни истражувања кои што ги спремам во форма на текст, а подоцна ќе бидат објавени и како видеа. Исто така постои опцијата Donate, која што јас мислам дека сите оние кои што мислат дека вреди да се поддржи овој канал би требало да ја користат, а подоцна јас ви ветувам дека тие средства ќе бидат употребени за техничко и технолошко усовршување на каналот, односно создавање подобри видеа. Оние што го имаат гледано видеото со Саши Ендровски знаат дека тоа видео требаше да се случува во живо, но повторно заради ограничената технологија моравме да го снимаме и подоцна да го објавиме, што одзеде, да речеме, од динамиката и од можноста за интеракција со публиката. Така, ова обраќање само заради тоа. Останува да ве поканам да користите бесплатната опција subscribe или претплата, која што е на копчето под каналот. Значи, ако не сте го направиле, направете го тоа. А ако веќе го следите каналот, значи вашите коментари под видеата се многу важни, значи за да знам во која насока треба да се оди со содржините и со гостите. И исто така споделување на вашите социјални мрежи, за да знаат и вашите пријатели кои што можеби овој канал не го знаат, да ги прегледаат видеата кои што ги објавуваме и да бидат во контакт со мене и со гостите кои што се на каналот. Исто така ве поканувам да ги прелистате и постарите видеа, затоа што 3 години работа, над 140 видеа, тоа е многу материјал кој што многумина го подзабораваат, а има интересни наслови од почетокот на овој канал, кога и малку луѓе го следија и малце луѓе знаат дека постојат такви видеа. Еве, би ви кажал наслови кои што мене ми се посебно драги. Тајната историја на човештвото, монотеизам комплетно видео, робовладетелство комплетно видео, дигитален тоталитаризам, видеата поврзани со Матрикс, односно со реалноста која што живееме и така натаму и така натаму. Како што ви кажав, има многу видеа кои што некои се правени вака директно од мене, некои се правени во документарна форма, значи изборот е голем, останува на вас да го прелистате каналот и да видите што ви се допаѓа. Сега во продолжение оди интервјуто со господинот Тренчо Димитриевски. Тренчо Димитриевски, добре дојде на каналот Татунчо по втор пат. Како сте? Полајмо добро. Поздрав до следачите на Татунчо и ви посакувам голем успех во иднина. Како и до сега, ама многу поголем. Благодарам. Вака, Тренчо, јас би сакал да почнеме со една акутна тема која што вие ја објавивте и на вашиот портал Пелагон. Значи, на локалитетот Каракамен, односно Црн камен, меѓу селата Алинци и Шелеверци, Прилепско, се случува одреден вид на злосторство, како што вие велите. Би сакал првин да одиме за потеклото, значи за генезата на ова место, кој е значењето на ова место, што се има случено во минатото и што сега се случува во денешнината, кое што, како што вие велите, е нешто што е еднакво на злосторство.
Баш ми е драго што започнуваме со таа тема која што е многу актуелна и веќе доцна да се актуализираат и толку брзо се случија таму настаните со таа тешка технологија, тешка машинерија. Додека ние се свестиме, машините се качија на тоа е рит, помал рит таму меѓу селата Алинци и Шелеверци. И би било добро сега да актуализираме, бидејќи се случува едно геолошко злосторство кое што не е битно само за нас, за овој простор, за Прилепска општина и Македонија и ако сакате, меѓутоа тоа е локалитет кој што е значаен за историјата на геологијата, за настанокот на земјата, како да кажам. Бидејќи тука се среќаваат материјали и елементи кои што геолошки, кои што ретко на друго место можете да ги сретнете така на еден само локалитет. И тоа ќе кажем зошто е значаен тој локалитет. Мене ми е особено жал секогаш кога ќе се потсетам и секогаш кога ќе разговарам со луѓето, особено постарите кои што го знаат тој локалитет уште од пред 60-ти на години. Значи тука тоа е култно место. Жителите од околината уште кај ни се чувствува онај многу близок контакт, како да кажаме, но верување дека тука е нивното сириште. Прво тука имало, тоа е едно ритче кое што се протега од прилика север-југ, од Прилеп кон Битола, така во тој правец. Не е многу високо, меѓутоа е ритче и на него имало две карпи. Значи тоа е Каракамен, рековме се вика локалитетот. Кај жителите ќе сретнете Шелеверски каракамен, Шелеверски камен и Алински камен. Алински камен бил една карпа помала, а Шелеверски камен, кој што, како да кажа, тој е многу позначаен вака, или многу повеќе значење му се дава во она што го кажуваат околните жители, посебно селото Шелеверци, бил огромен камен во кој што верувале дека нешто се крие, некоја необична сила. И дури на помладите возрасти, децата до кај 8-10 години, како дури и страв се појувало да се доближат до камен, иако е тој релативно близко до селото Шелеверци и многу често бил посетуван. Тука се споменуваат некакви скали, некакви шуплини, имало дури исто така некој отвор, како од типот на оние дупен камен кој што се познати, каде што се провирале за лекови, жени кои што не можеле да зачнат и такви верувања. И тоа е некаде 70-тите, пред 70-тите години започнато да се уништува таа карпата, да се експлоатира. Тоа е првото злосторство што е направено. Иако познат локалитетот дека на него се среќаваат разновидни ретки минерали. Кои се тие минерали, Тренчо? Дури ги спомнуваат 8, меѓутоа геолозите кажуваат и 20 и повеќе разновидни. Тоа е, некои од геолозите тврдат дека тоа се од онај тип на состав сиенити или сиенит, а во него, во масата се среќаваат голем број, значи ретки минерали. Меѓу нив мораме да го споменеме еден редок минерал кој што е сушност тука откриен. И бидејќи е тука откриен, непознат до тогаш во светската наука, геологијата, минералогијата, е наречен македонит. Тоа е откриен некаде 71 година, меѓутоа уште од претходно е познато ова наоѓалиште тука. И заради тоа доаѓале многу научници и тоа е можеби и причината што се открил еден нов минерал тука. Тоа е, значи, македонит. Тука ќе сретнете амазонит, амфиболит, антас, арфесонит. Не може да сите како ги набројам без да ги читам. Меѓутоа тоа се, значи, најмалку кварц, амфиболит, дали го споменав. Значи, многу ретки минерали тука се среќаваат, меѓу нив 8 се со посебен квалитет. Некои од нив се и со нагласен квалитет, со минералите не е едноставно да се работи, мислам, тоа не може да се размислува само за комерцијално работење, веќе може би ги нема во толкаво количество, меѓутоа самиот состав на тој геолошки состав во кој што се среќаваат толку многу минерали е многу значаен за науката. И еве тоа е потврдено, бидејќи
тука од голем дел од светот доаѓале научници, истражувачи, геолози, минералози, кои што истражувале на тоа место и има пишувано трудови за тоа место. Се споменува дека од Шведска доаѓале, од Германија особено еден случај го раскажуваат читалите, тука дури онака, како да дури веќе преданиски, дошол некој 47-ма, 48-ма, тие години точно не можев да ја лоцирам, германец, веројатно научник, не може да кажа читалите, меѓутоа со дозвола, со се, тие се обидели да информираат овие органот за натрешни работи, меѓутоа излегло дека тој си има своји дозвола, дека со одобрение, заедно со сопругата, носел некој ташна или не знам нешто и апарати за веројатно за истражување. И кога ќе најдел некој камче, вика, кажуваат тие читалите, кога ќе најдел некој камче, го бакнувал и го ставал во ташната. Значи, високо го ценел. Потоа тука доаѓале словенци, научници словенци, геолози, минералози, и тие веќе има пишувано трудови дури за минералите од Прилепско, а посебно за минералите од Македонија, за ретките минерали. Се обидовме дури некој да ги сконтактираме, бидејќи нам ни треба поддршка ова сега што се случува, значи првото зостровство е таа карпа е искршена и направени се кајови таму до Црна река, полнетици и не знам што се случило. И многу фрапантно е што 71 година е откриен овај македонит минерал, а после 70-та година е доуништена таа карпа, таа култна карпа. И ова морам да го кажам, значи жителите од Челеверци, има и неколку кои што се уште таму живеат, тие веруваат во некоја особено значајна карпа која што е ретка, која што има во себе некоја посебна енергија, некоја посебна моќ, и тврдат, велат дека таква карпа имало само уште на едно место во светот. Некој спомна како Египет, меѓутоа, значи во Египет или значи веруваат дека не веруваат, него тие дури тврдат дека таква карпа, значи така се зборувало, тие така слушале дека таква карпа со такво значење, со таква енергија имало само на уште едно место во светот, најверојатно во Египет, вика, меѓутоа мене асоциацијата ми е на карпата на тој локалитет Улуру или самата карпа или црвената карпа, некои викаат во Австралија, која што и денес е на карпа со огромно духовно значење, со верување на еден огромен култен објект, како што во нашава околина Прилепскава, морам да го истакнам, има многу такви карпи и многу од нив се за жал нападнат исто така со концесија, со експлоатација на минерали, особено на гранит. Тоа се обично гранитни карпи, кои што имаат така назначена димензија, импозантни се на локалитетите кај што се наоѓаат, имаат исто така привлечни форми, некои топчести форми, мазни форми и слично, меѓутоа што е фасцинантно, околу нив секогаш среќавате култура. Како што среќаваме, заборавивме да споменеме дека уште едно значење овој локалитет Каракамен има, бидејќи околу самата карпа се развила некоја обштествена, како да кажам, обштествена ситуација кај што се населба се формирала или нешто слично. Ние не можеме сега вака да тврдиме околу таа, меѓутоа има купишта, можам да кажам купишта материјал археолошки, културен материјал, и тоа од постарите периоди. Не можеме да кажеме дека тоа е од почетокот на времето кога почнале заедниците или луѓето да формираат заедници и населби стационирано за да живеат, меѓутоа во подоснежниот период негде енеолит, значи ајде вака за слушателите 3500 години пред наша ера, некаде тука се формирала одредена културна ситуација со населба, со куќи, со градби или можеби некои дури култни објекти околу самата карпа. Меѓу таа карпа која што ги фасцинирала тогашните луѓе кои што се нашле во тој простор, кои што живееле во тој простор, ги натерала на некој начин околу незе да, или ги привлекла околу незе да формираат и одредена населба, или можеби, пак да се повторам, некое свето место кое што значило за поширокиот простор. Видите, карпата има посебна енергија имало. Тоа го кажувам и до
ден малку фасцинантно и што побудува потреба да се истражи таа работа со еден многу поангажиран разговор со жителите, со еден многу поблизок контакт, да се поттикнат, да се присетат, особено постарите кои што се сеќаваат на незе, бидејќи на некој начин упатува, видите, научниците, антрополозите одат на места каде што има заедници, условно речено заостанати во тие преисториски периоди на живење. Ние овдека на овој терен каде што одамна е тој живот напуштен, сега среќаваме моменти, елементи или како да кажам информации кои што ни упатуваат на тоа праисториско време, во тие верувања, во култовите, во односот према природата. Дали се овие првите податоци за некаква цивилизација, значи појава на цивилизација, споредено со, да речеме, другите делови на светот, и дали можеме да зборуваме тука за цивилизирано присуство на човекот, бидејќи зборувате, значи, за култни места, претпоставувам тоа се религиозни практики, дали... Не, апсолутно. Значи не е тоа цивилизирано, ќе ни забележат овие случаците археолози и слично, обично тоа го употребуваат цивилизација за градови и слично. Овдека не можеме да кажеме, значи не е доволно истражено тука град, не можеме да зборуваме за град, меѓутоа за култура, развиена култура, со култови, со верувања, со живење, со земјоделие, со сточар, тука се спомнува, убаво го споменавте ова, се споменува дури дека се среќавале семиња во одредени садови кои што ги наоѓале луѓето кои што работеле земјиштето во близина тука се во подножјето на овој каракамен има ниви обработливи до денес, така речи, и денеска во близина се обработуваат нивие и се сеќаваат остатоци од таа култура. Инаку на самиот тој простор, особено на највисокиот дел и по падините, иако е во таква една лоша состојба, девастирана, уништена во голема мерка, и денес има, реков, купишта културен материјал како фигурини особено на женски фигурини, тие кои што зборуваат за периодот на матриархатот, верувањето во жената, во мајката Божица всушност, се среќаваат фрагменти од жртвеници, тие се исто така керамички предмети кои што ги користеле во религиските, во култните активности, се среќаваат орудија од камен и многу такви материјали, и жално е што сега тоа е нападнато, има одредена, морам да кажам, ајде во контекст на она што се случува сега таму, еден увид е направен од страна на Заводот и музеј Прилеп, меѓутоа никој како да не го почитува тоа, машините се горе. Работат и тоа многу интензивно, дури е малку чудно, бидејќи работат во дури и ноќе, како да сакаат тоа што побрзо да го однесат, или можеби, ајде груб збор ќе кажам, да го украдат. Бидејќи концесијата е малку подолг процес, со поднесување елаборати, не можам сега тоа да го опишам, не е потребно во моментот, и тоа е подолга процедура, дури овие кои што експлоатираат минерали кажуваат дека може процесот да траи до 2 и повеќе години. Сега овде мораме да го споменеме и моментот дека владата на Македонија во името на некаков јавен интерес, изградба на патишта и слично, коридори, проект Коридор 8 или таму како го нарекуваат, на фирмата Бехтел, која што е американско-турска фирма, во самиот од владата и во парламентот донесоа некакви измени на законите, законот за заштита на културното наследство, законот за заштита на природното наследство и законот за експроприација, кои што за оваа фирма ексклузивно можат да прават, ајде ќе кажам и тоа дека буквално се што ќе посакаат, како да ви кажам, еден момент кај што прочита во тие измени, околу културното наследство, например, замислете, ако најдете некаков експонат или културен споменик некаде на почвата на Македонија, законот за заштита на културно наследство вели дека треба да се формираат надлежните институции како Завод за заштита, Управата за заштита на културното наследство и така натаму. Меѓутоа, вика, сега фирмава нема обврска да ги информира при такви наоди, туку да го информира главниот инженер. Замислете, главниот инженер
кој што ја води целата работа, има интерес да ја сработи што побрзо, што би го интересирало за културното наследство, ако нема некаков допир со таа работа и нема однос. Особено ако знаеме дека тој главен инженер може и не е македонец, може е странец. Тоа е па уште повеќе, не знаме. Ја морам да кажам одека дека локалитетот има светско значење и овдека да ги повикаме на некој начин од светот меродавните, компетентните луѓе особено, бидејќи оваа тема, посебно со минералите, е доста деликатна во смисла малку луѓе имаат однос кон таа вредност. Има само оние кои што ја познаваат, кои што ги познаваат минерали, кои што се внесени во таа тема, кои што дури обработуваат или комерцијално работат со тие експонати, речем, природни. Меѓутоа, тоа не се голема популација, а некој од нив па дури можеби му е во интерес да се случува ова, бидејќи кога нешто е девастирано, раскопано, отворено, можеби таков интерес да има да се за пронајдување на тие минерали. Макар да со вакви тешка машинерија, колку што јас сум информиран, многу од тоа ќе се уништи, ќе се оштета исклучителни експонати. Ако видовте во Пелагон тоа што го објавен експонат е лично од еден поквалитетните последниот наслов кој што го објавив е лично од таму пронајден. Тоа е некој вид титанит или дури македонит во него, да не има сега тие се два-три состава прилепени. Не се разбираме тоа, да не ме разберат погрешно и гледачите, тие што слушаат, бидејќи меѓутоа ова е од разговор со геолози, минералози кои што ја познаваат добро оваа тема. И видите, тој каков еден убав експонат, и тој е само еден од ајде десетина други видови можни. И затоа да ги повикаме на некој начин да дадат поддршка, да се свестиме, бидејќи, пак ќе повторам, ова е од геолошко значење за земјата, за светов, за проучување на земјата, за историјата на земјата. Така јас го гледам, така го чувствувам, многу ми е жал оден ваков крајно суров обид, дури начин на експлоатација кој што никакви процедури, така рече, не поминал. Ево и ова морам да го споменам, можеби долго разговараме за оваа тема. Сретнавме таму геолози од Градежни институт на Македонија. Малку можеби не е пријатно што го споменам ова, меѓутоа некој од тие геолозите вака интерпретира, кажа дека ние му кажавме на газата или на представниците на фирмата дека овој материјал не е погоден за тампон за пат, а всушност за тампон за пат се разговара. Значи, се разговараше за тампон за пат за прилеп битола тука таа делница, нов пат од тој проект голем коридор 8 да се гради. Меѓутоа еве сега една информација најнова, веќе толку брзо машините откако се качија веќе се товара материјал. Кога стигнаја до да го расчистат терено и да товарат материјал, тоа не ми е познато, меѓутоа веќе се товараат возила, камиони, големи возила со материјал и слушнаме дека ова е, ајде, дека биде само како гласина, не можеме да тврдиме, меѓутоа дека тој материјал се носи дури кон Тетково. А вака пак воопштено беше оправданието зошто од тука ќе се експлоатира, дека бидејќи е блиску, па тие располага со технологија фирмата и може поевтино и полесно да се снабди со материјал за тампон. А видите сега, најново пак материјалот се носи Тетово. Зашто толкава долг од Тетово, од Прилеп до Тетово има 150 километри, ајде, ја не сум возач, не знам само, меѓутоа, отприлика до 120 е до Скопје, не знам сега по кој пат одат, пак е некаде до 150 км. Замислете, транспорт до Тетово, ефтино, од таму некаде, ако се зема материјал, тоа би било скапо. Не ни е јасно тоа, не сме запознати со таа тема, не сме запознати да не спекулираме, меѓутоа, ова се информации кои што од теренот, дека еве не е за тампон за Прилеп Битола, туку тампон за... Мојот впечаток, Тренчо, е дека
она што го имаме како остатоци од старите цивилизации или од старите култури, од древното минато со една најгенерализирана терминологија да се изразам, за моменталниве властодржци во целиот свет е непријатно и се обидуваат да го уништат по секоја цена. Значи, уништување на културно, уметничко, па и на природно богатство не гледаме само овде, туку сведочиме низ целиот свет, што значи Македонија само влегува во делот на низа земји каде што тоа се уништува, а уништувајќи го таквото наследство во иднина многу лесно некој може да рече дека сме и од 44-та и од Коминтерната и слично, нели, дека нема. Па гледате сега да го споменем и овој момент, ете тие научници, колку што сум информиран, од Бугарија и од Црна Гора се двајца истражувачи. Значи замислете, пак сте привлечени тука од тоа што овој локалитет во науката, посебно кај научниците, геолозите, минералите, станал многу познат, многу значаен за нив, и дошле тука истражувале тие двајца научници и тие готвиле македонитот, кој што веќе го споменавме. И сега, не знам, не можам никако да разберам, веројатно ние многу поинаку размислуваме, можеби не е на соодветното ниво, меѓутоа самиот факт што е тука пронајден редок минерал кој што не е познат дотогаш и нешто се споменува, не сум доволно информиран дека само на уште едно место во Шведска или не знам каде е присутен. И еве во тој контекст да кажам дека дури и од Шведска има истражувачи кои што истражувале на Каракамен и дека наводно имале пишувани и трудови за тоа. Нормално, ако истражувале, веројатно тоа го објавиле. И сега, ние тоа го уништуваме, таа трага, тој ајде на некој начин можеби потврда или признавање на идентитет, дури и преку овие наоди на минералошки на овој простор. Меѓутоа, една друга поента која што тежи сега, како да некој да сака да ги избрише ресурсите, да ги очисти и на некој начин го подкопува дури и економскиот развој на овој простор. Так. Замислете, еден мој соработник, да речем, или ваков геолог, стручно лице од таа област, вика, ова е музеј на отворено за минерали. А во светот се прават велелепни минерали, велелепни музеи со такви ретки минерали, кои што, не знам, не сум влегувал во такви музеи, меѓутоа верувам дека и дури треба една цена да се плати за да ги видите. А ние дека имаме на само еден локалитет толку многу ретки минерали, некои од нив ексклузивни, и наместо да размислуваме за таков развој, некој тоа сака да го избрише од лицата на земјата. Сакам уште нешто да потврдам што се однесува до минералите, може малку да смениме темата. Ако ја погледате картата на минералошката карта на Македонија, е навистина фрапантно и многу интересно дали се работи за поинтензивно, поактивно истражување или за што се работи, не знам, меѓутоа најголемиот број наоѓалишта, локалитети со наоди на минерали се во овој прилепскиот дел од Македонија. Значи, општина Прилеп се многу голем број такви наоѓалишта лоцирани. Не можам да тврдам дали е тоа заради тоа што многу тука ги има посебен геолошки состав во прашање, или можеби се работи за многу поинтензивни истражувања тука во минатите децении. И тоа е точно. Сега, како да ви кажам, многу интересно овој спој на природното со културното. Јас би сакал тука, Тринчо, ако може малце, значи да го продлабочиме темата поврзана со палеолитот и подоцна неолитот на овие простори и она што ми имате спомнато како овој предел кој што знаеме дека е исклучително карпест, значи Прилеп и околината, како овој релјеф подоцна нели комуницира со просторот, каква е таа врска? Одлично, токму тоа е, ние споменуваме за уништување, а всушност тука во тој еден стар геолошки период, геолошката историја на земјата, во овој простор е создаден на исклучителен релјеф, кој што, еве повторно ќе кажеме, посетуван надвор од културата, независно за културата која што ја поседува чисто само за
неговата форма и богатството на тој релеф. Некои од геолозите, петролозите, минералозите се Вие во Прилеп таму лежите на исклучително богатство, ама не знаете. Значи, се работи токму за релефот кој што е формиран. Меѓутоа, тоа е токму го споменавте палеолитот. За мене овај релеф, не само тука, меѓутоа еве зборуваме сега за овој простор каде што јас екзистирам и еве активно се обидувам да работам нешто на тоа. Всушност тоа е поврзано со палеолитот. Зошто? Па тоа се магматски карпи кои што се настанати, кои што се од вулканско потекло, настанати се според науката некаде од 300, 400 па до милиарда години, значи со таква старост се. И во периодот кој што следел нааму се формирале такви исклучителни форми, антропоморфни, зооморфни, топчести, конусоидни и така натаму, кои што ги фасцинирале луѓето од самиот почеток, од самото присуство, самото доаѓање во овој простор. И тоа кога сега ми приаѓате на тие локалитети со такви форми, ќе се изненадите ако сте малку иницирани нормално да знаете што барате, ќе најдете тука преисториска керамика, можеби камено рудие некое, и ќе се на некој начин потврда дека околу таквите форми се развивале тие најстари населби. За жал, палеолитот во овој дел, Прилепскиот посебно, па и во Македонија пошироко има Велешко таму малку е повеќе истражувано, малку се знае за палеолитот. Во Прилепско воопшто немам слушнато дека нешто палеолитско е најдено. Еве ќе го споменам само на локалитет тука исто во Прилепско, сега општина Долна ни паѓа, селото Десово се вика Ламбичица. Малку во литературата за него се сеќава дека поседува материјали кои што се од постаро потекло, значи постаро од неолитот. Некои од археолозите го карактеризираат тоа како мезолит, значи периодот меѓу 12.000 години отприлика малку да временски да го лоцираме до 10.000 години пред наша ера. Меѓутоа палеолит тука нема, меѓутоа на некој начин е поблиску. Сега палеолит само да споменеме дека во Пелагонија пошироко пронајдени се само две орудија камени кои што се лоцираат некаде од 40 до 50.000 години пред наша ера. И се прави еден странец, французин, Етиен Пат. И мислам тоа, ако сега добра меморијата, некаде во Марсеј се чуваат тие два експонати. Тие се најдени кај Породин и Крстовар Битолско. Таму во поблиску до планината, Баба планина и кај паѓаат тие на подножјето. И тука се пронајдени тие камени рудија и толку за овој простор за палеолитот, што се однесува до археологијата, до науката. Меѓутоа причината е поради тоа што немаме стручњаци археолози. Дури во Македонија, јас колку сум запознат, малку ги има тие археолози. Јас ќе споменам една Лилијана Шаламанова, таа беше меѓу ретките што се занимаваше со палеолит. Може би постојат и други, нека не ми забележат, многу може би не сум се запознал, тога знам дека уште некои од студентите по археологија се посветија на тој период. Меѓутоа, овдека па во Прилепско, во нашите институции прилепски, нема ни П од палеолит во што се однесува до стручноста, бидејќи никој не се посветил на тоа или никој не го стимулирал тоа, не е истражувано. Палеолитот фактички нема ни обид за истражување. Меѓутоа, да не заборавам, таму некаде по брегот на Црна река, во клисурата, ова скочивиската клисура, која што е наречена една од долгите клисури, ај сега да не лажи меморијата, во Македонија сигурно најдолгите клисури, некаде 84 километри мислам беше. Селото Манастир, каде што има и рудници на диатомејска земја, сега се напуштени. Таму се наоѓани фосили на риби, на школки и слично. И некој од археолозите, еве ќе го споменам, господинот Паско Кузман, кој што беше директор на музеот во Охрид, па беше директор на управата за заштита на културното наследство. Нешто го најдоа и во некоја друга непријатна ситуација и беше обвинет и осуден, па дури таки се уште не знам каква е ситуацијата со тој факт. Меѓутоа тој пишуваше за еден труд во едно од писанијата на Манус за
можни наоди на палеолитска култура во тој простор кај селата Манастир Чаниште од ова страна, по тие бреговите на и фрапантно е ова што токму во тој простор по бреговите на Црна река се среќаваат дури два локалитети на многу близко растојание, меѓутоа на нив има праисторија. Не можам сега да потврдиме тука, не се направени некои истражувања, меѓутоа го има енеолитот, бронзеното време, па веројатно и неолитот, меѓутоа не истражување, не можам да кажам така. Самото присуство на праисторија асоцира на постари можна култура тука. Сега палеолитот не затоа е специфичен, бидејќи нема стационирани населби, нема стационирано живење, континуирано живење на еден простор и тие артефакти се наоѓаат треба, како да кажам, бидејќи тоа е времето на тој палеолитски ловец кој што се движел по просторот зависно од храна, зависно од услови, зависно од опасности и така натаму, и вечна потрага по барање за солниште, и ние фактички тој кој што е стручнак во таа област, археолог, сигурно знае како да ги бара тие траги или остатоци од тој палеолитски. Значи тоа многу малку во Прилепско ги има, бидо затоа преполно е Прилепско и Пелагонија, пошироко преполно е со локалитети од неолитот. Тоа е фактички онај период кој што на некој начин културно се надоврзува и временски на тој периодот на палеолитот, времето кога повисока форма на живење доживува. Пред да одиме за неолитот, се извинувам што ќе ве прекинам. Овие два артефакти што се најдени во близина на Битола, како завршуваат во Франција? Тоа е многу интересно. Како завршуваат во Франција? Некој им ги дава или се однесени без дозвола? Не, го спомена, значи, тоа е некаде за време на Првата светска војна, мислам и точно беше наведено е дека се работи за 1917 година. Етиен Пат, не може да кажам дали е археолог или нешто, меѓутоа најверојатно едуцирано лице за таа работа. И тоа е доста чудно како со едно доаѓање Етиен Пат во Македонија, во Пелагонија наоѓа артефакти за палеолит, а ние по 100 години немаме артефакти за овој простор палеолитски. Тој ги носи во Франција тоа време и без домашни институции, нема кој тој воопшто и да, како да кажам, тоа е времето Прва светска војна, да. Полошо и од турскиот период, бидејќи завршува турскиот период, па продолжуваат балкански војни, па Прва светска војна и тука е тоа една таква ситуација. Мислам, тоа не е чудно што се однесени. Така. Не е тема сега, меѓутоа културни остатоци, културни артефакти, археолошки споменици од ова земја се однесени едно чудо во мојот крат вика. Тоа никој дури не може да предвиди за колкав обем се работи на изнесени од тука. Јас знам, например, од Хераклеја два артефакти особено интересни. За едниот се вели дека можеби е глава на комер, другиот е Ајскин, еден филозоф многу познат и од 4 век пред наше разборувам. Комер е уште постар на некој начин. И тоа добро, тие артефакти не се така стари, зборуваме за нивните личностите кои што ги представуваат. Тие се однесени уште 1800 или сега не памтам доволно 60-тите години некој Вилијам Мартин Лик тука доаѓа специјално за таа работа. Тој е филолог, археолог, како да кажам, дипломат, можеби и шпион, речам англиски. И тој контактира тука со врвни луѓе од областа, со Алипа Шајанински, тој му ги дава. Тоа го споменувам како какви споменици од поновото време, од времето на веќе повисоката култура, на развиениот период на овој простор, развиената култура, на времето на цивилизацијата на овој простор, се носели еден куп артефакти. А за овие два воопшто не е чудно, ајде да се вратиме малку на темата. Тренчо, само да ве дополнам, во 19-тиот век, значи британските колонијални сили имаат интензивна археолошка, па и не само британските, француските и германските,
интензивно имаат археолошки активности насекаде по светот и сега големите музеи како што се Лувар или Бритиш Музеум се полни со артефакти кои се од цел свет, само не од Британија или само не од Франција. Да. Добро, сега пак се актуализираше нешто околу барањето на Атина, на Грција, за враќање некои експонати таму од Партенон, меѓутоа британците ги одбија. И така убаво беше една корелација со тоа како нив му е криво што не му ги враќаат нивните експонати таму од Атина, а не му е криво, коментира еден наш ваков Facebook активен, не му е криво што ни го сменија името. Не е време, меѓутоа добра корелација, така. Јас мислам дека ќе биде еден голем успех ако се барем каталогизацијата на тие предмети е правилна, во смисол овој предмет е најден во Битола во Македонија или во Прилеп во Македонија, барем каталогизацијата да биде правична и да се знае дека е од Македонија. Значи, да се несат податоци за наодот, од каде потекнува, зашто се работи, да го имаме како да речем, барем на фотографија, бидејќи за науката и релевантно. Не ирелевантно, важно е тоа кога некој истражува да го има и во рацете или да има еден понепоследен допир со артефактите, меѓутоа многу е битно да се знае од каде е тоа, да не се бришат трагите што се случувало и каква култура имало на одреден простор, на одреден локалитет. За жал дека дури има постојат верување дека тоа свесно се прави да се избришат тие артефакти, мислам дека тоа е доста веројатно. Ова што го споменавте за тоа било многу активно што времето на Наполеон, можеби порано, значи избраќани се такви, ајде да ги наречам емисари, кои што доаѓале овдека и истражувале. Еден момент ќе го споменам само со овој хан, кој што доаѓал овде, името му го заборавив, хан, повеќе така го цитират, кој што доаѓал овде 850-тите, 60-тите години, тој се однесувал малку и доста арогантно. Како да ви кажам, вика, плова со сплав по Вардар, за таква намена, да одат на друго, со сплав, значи пловеле, и тој што го раководил сплава, вика, на времето не чини да застаниме, вика, мора да одиме, ама кога му го извадил, вика, пиштоло, тргна, вика. Значи, како да кажам, каква слобода имали, какви веројатно били добро заштитени и добро подготвени и вешти за повеќе работи. И тоа од друга страна пак податоците што ги оставиле се и денес корисни за нас, бидејќи па тоа е такво едно време кога нема институции во Македонија и кога зборуваме за тој период, а се навраќаме на денешниот период, на актуелниот, малку е апсурдно што некој се однесува овде повторно како да нема институции, како да нема закон, како да нема кој да го застапува и кој да го применува, и еве повторно се случуваат такви работи. Така, да се навратиме на неолитот. Значи, застанавме кај неолитот, за кој што кажавте дека имаме богати наоѓалишта. Јас морам да направам една дигресија. Се сеќавам кога беа искупувањата на Скопското кале, што се случи, пронајдоа неолитни населби, и ова беше голем абсурд, ги уништија неолитните населби, врз нив направија музеј од стакло и од метал и направија реконструкција на самите населби. И за мене е абсурдно ако веќе ги имате наоѓалиштата со неолитни населби за да се уништуваат па да се прават реконструкции. Тоа со тие стаклени метални форми, сум го забележал, тоа имам и фотографии, лично сум фотографирал, многу, како да кажам, дегутантно, вака грубо е да се каже така, дегутантно звучи на еден таков споменик или локалитет со такви остатоци од култура, тврдини, цивилизации, камени споменици со надписи, со релиефи разновидни и така натаму вредни. Ние тука правиме една узурпација, би рекол, и внесуваме такви материјали и правиме такви градби. И тоа што го споменавте околу тој континуитет. Тој континуитет, не е наше, јас сум новинар по професија кој што, морам да кажам, животот го посветив на едно истражување на овој простор. Значи, не е наше, ние да кажем, и то навистина се забележува еден континуитет на постоење, живење културно
од подлабоката праисторија и наваму, ајде така речи, некаде до денес. Сличен е примеров ова што го споменавте со калето Скопско во Прилеп, можеби уште по евидентен и многу по-подкрепен со материјали. Значи на самиот врв на таа Прилепската тврдина на Маркови кули, кој што ја викаме Маркови кули, имаме многу низ Македонија и затоа кажеме дека Маркови кули кај Прилеп или Прилепската тврдина. И во тие рамки се наоѓани многу постари аргументи за живење. Ја ќе кажам само при едно испитување со таа како за јаглеродо-водородна метода за испитување на старост. Таму се документирани наоди на коски, на овца, на коза, на говедо или не знам што, на највисокото. Од вака се лоцирани временски од 6600 до 5600 година пред нашата ера. Значи тоа е фактички почетокот на неолитот. Почетоците на неолитот. Така сега во овој момент науката го лоцира градење стационирани населби. И сега такви артефакти горе имаме докажани релевантни методи и плюс во тој простор исто така се пронајдени артефакти културни, како камени орудија, како керамика и така, кои што исто така комуницираат со тие преисториски периоди. И меѓутоа тоа е малку чудно, можеби немаме доволно информација, ќе ви кажам, горе на Маркови кули, на таа северозападната страна е откриена и истражувана една праисториска куќа која што некаде во бронзеното време ја лоцираа, меѓутоа во самата куќа се најдени материјали од многу постар период преисториски. И што е уште пофрапантно, таа е вкопана, засечена во самиот состав тука геолошки во Карпите и во земјата, а покриена била со некоја голема камена плоча, која што била расцепена надве, така отприлика во литературата се сеќава. Меѓутоа е чудно сега тоа истражувано. Јас сум се обидел да побарам некаков цртеж, да речам, документација. Не сум видел, вака живо ме интересира. Не ми е јасно зашто не ја зачувале, зашто во таква форма како што е било можно да се зачува дека е тоа податок или како се вика артефакт или споменик од тоа време. И што го споменате сега со калето, слично нешто се случува, можеби недоволно сме запознати како тоа може да се прави, како може да се аранжира на некој начин да може да се видат сите периоди на едно место, како што се прави на пример во црквите кога се отвијат постари градби. Па убаво тоа се ископува, се отворат зидот, па потоа се покрива со стакло здраво и да може нагледно барем да ни биде пред очи кога ние ќе посетиме објектот, да видиме еве ја новата црква изградена, меѓутоа долу еве остатоци од старата. Така отприлика и ова би можело да се прави. И морамо тој контекст да споменам еден момент кој што ајде ние послободно зборуваме и така треба да не разберат. Така. Не сме експерти во стручњаци со таква наобразба стрикна. Меѓутоа е тука Стибера кај нас е еден од најголемите градови, еден можеби дури и во Македонија еден од ретко големите градови кој што не е доволно истражен за жал, па наречен македонската Помпеја. Замислете тука исто така дека кога сме кај преисторијата, посебно за енеолитот и бронзеното време и па и неолитски материјали таму мислам дека излегуваат, баш тука во близина каде што е лоциран или можеби на дел од просторот каде што била лоцирана и самата Стибера, тој град кој што е екзистирал некаде од 4 век пред наша ера до 3 век наша ера, некаде близу 7 века или 6-7 века. И кој што е уништен најверојатно некој вика од пожар, можеби од такви некои или од некој напад на, тога се споменуваат овие келти, готи, гали, баш 279 година некој најазда има од северо. Мито мовето да не го свртиме на друга страна, моментот токму ова. Таму се истражува и сега од време на време, тој мислам дека е внесен во капитални проекти, за жал нема многу активно работење, можеби се работи годишно по десетина дена до месец дена евентуално, и од време на време се откриваат интересни работи, меѓутоа кога се доаѓа до тие постари слоеви, еве на пример до македонскиот период. Некако не се снаоѓаат археолозите да се
да ги зачуваат тие или да ги извадат на видело тие остатоци од градот, бидејќи оправданието е во смисла во предримскиот период градбите се многу повеќе оштетени, не само од старост, туку и така се граделе, немало материјал за цврсти на зидовите му дај цемент и слични материјали, и кога ќе откријат зидови од тој како го и така натаму период, сушност е македонски, некако не доаѓа до израз тоа, не доаѓа до афирмација, не доживува презентација и така натаму, и пак остануваме, иако е градот од 4 век пред наша ера, се споменува со Филип, ова малку подолго мито во тој контекст како не знаеме или не умееме или не сме во состојба или не сме стручни доволно или немаме капацитет тоа доволно да ги покажеме тие временски културни остатоци нагледно да не бидат пред очи тука. И еве повторно кажам, и таму се работи да се вратиме на континуитетот. Се извинувам. На континуитетот на населбите. Споменавме Кале и еве и Прилепското Кале да го речам тука. Значи тука има индици дека има потекло многу подлабоката, најмалку неолитот и наваму преку енеолитот, бронзеното време, железното време, остатоците од фрапантни некогаш. Археолозите некогаш ми се лутат, помалку мене реагираат на тоа кога ќе кажам, бидејќи читам пак од нив. Например, за бронзеното време ќе ви кажам многу интересно за Калето Прилепско или Маркови кули кај Прилеп. На повеќе места на самиот рид Маркови кули има значајни остатоци од бронзеното време. И сега тоа во археологијата малку за мене, барем стереотипно, вика населба од бронзено време ваму, населба или остатоци од бронзено време ваму таму, а ги има на повеќе места, значи ги има на самиот врв некаде, под самиот врв такви остатоци ги има на просторот на Варош од јужната, југо источната страна и така натаму, можеби и исто и на западната или на југозападната такви остатоци. Па тоа јас дури правев едно предавање во тој контекст дека сушност Прилеп бил значајно или Маркови кули со околината била значајна населба уште во бронзеното време. Дури град се дрзнал, бидејќи од толкава површина, ако била населена со тоа една населба, а индиците се тоа дека ако наоѓаме на различни страни остатоци, тоа е со инцидентни, да не речам повеќе, помалку инцидентни истражувања, не се тоа сериозни истражувања во потрага по одредени културни слоеви или културни остатоци или историски тврдења. И затоа слично е со Кале, слично е со Охрид. Охрид исто така, еве, деновија малку се занимавам се на тема многу интересна, можеме некој посебно внимание да ја посветиме. Во Охрид исто така преисторија е на самото Кале се наоѓа, преисторија се наоѓа на Калето, на Плаошник, онај дел кој што е препон со споменици на култура и со градби од многу високо културно значење. И мислам дека до денеска не успеваме научно и како или популарно или презентацијски тоа да го изнесеме соодветно на видело. И затоа сакам да кажам дека голем број такви населби, овие цивилизацијски денеска што се цивилизацијски да речам, значи градови, зборуваме за градови, се поставени на таков културен контекст со толку длабоки корени. Да, вертикалата постои секако во овие места и претпоставувам дека изборот за тие места уште од древно време има своји причини, дали е тоа клима, дали е тоа местоположба, дали е достапност на храна или плодна почва. Претпоставувам некаква логика има и ако имало логика за древниот човек, има логика и за човекот од антиката, па верувам и денеска. Апсолутно. Значи, тоа е атракција тогаш, тоа и денеска е атракција. Така, Охридското езеро, например. Жално е што ги уништуваме атракциите сега, на разни начини. Тоа е вака пак на почетокот започнеме со такво нешто многу жално, јас не можам никако да се извадам од контекстот на тоа и повикувам многу повеќе свесно да ме пристапиме. Па дури е жално за една култура, еве, денеска нас еве, ако сме некаква култура денеска,
жално е, малку е дури жално и ова што разговараме на овој начин. А не ништо не разговараме бидејќи се случува. Па некој кој што е одреден од цивилизацијско културно ниво да постапува така, мене ми е не можам да разберам како е можно тоа. Да се уништува нешто кое што знаеме дека е и пониска вредност да е, не смее да го уништуваме тука така. А не нешто кое што е особено значајно. Па тоа во одредена смисла веројатно говори и за цивилизацијското ниво кое што денеска го поседуваме генерално речено, односно можеби не сме достојни. Да, на тоа личи. Не би сакал сега сакам надеж да дам дека надеж да задржам дека не сме толку паднати, сепак во некое темно капче зачувано е тоа. Во тој смисол би сакал едно провокативно прашање да поставам, и инспирација за ово ми е да речеме активноста што има доктор Семир Осман Агиш во Босна, значи со неговото откритие на пирамидите, на тоа, значи на неговата активност со археолошки истражувања на добра за една плодна туристичка активност. И претпоставувам дека таа туристичка активност значи промоција на местото и значи свежи финансии кои што го динамизираат истражувањето. Дали конкретно во Прилепско, во Пелагонија, па и во Македонија генерално не може да се даде таков елемент на археологијата, малку подинамичен, малку повеќе приватна иницијатива, ама приватна иницијатива за заштита, не за експлоатација на овие културни слоеви. Па знаете што, јас сега ме подсетувате на едно подалечно време, веќе јас се уште се рачунам млад, меѓутоа мислам дека подостарем. Поминајќи 30 и повеќе години, јас токму со такви мотиви влегов во ова работа. Ценејќи дека нешто многу стереотипно се работи, многу стереотипно се презентира, многу стереотипно се прикажува, а не се објаснува во контекстот, не се објаснува во амбиентот, не се објаснува во историскиот амбиент, туку онака се пронаšao некаков артефакт и сега да видиме кај се наоѓа, во која витрина или во која земја е однесен. Меѓутоа да се навлезе во тој амбиент на историски, културен, на начин на живење, на цивилизацијското ниво и така натаму, и да се објасни тој простор, што значи, спомнавме атракции кои што и денеска се на некој начин атракции. Значи, ќе се вратаме на овие локалитети во Прилеп само со вакви форми магматски, од вулканско потекло, таков е Маркови кули, релефот. Значи, тука имаме една симбиоза и две атракции заедно. Значи, тоа се сплотени атракции, така да ги наречам, природни и културни. Значи, во самата таа, природна атракција, така наречена, која што и сега го привлекува вниманието, не можете вие Златобров да не го забележите, ако влезете, не кажам, преку Плетвар, ако влезете преку, ваму, Битолско, од Лерин, на Меджитлија, веќе стрчи тој, може би и од подалеку. Тоа да го забележали сега, малку шетаме, би тоа е еден палеолитски споменик, уште од тоа време кој што доживеал во следните периоди кога човекот доживеал повисока култура, тука веќе многу понагласен однос, со иницијација се качували горе, не смел секој горе да се качи на самиот врв. Тоа е посебна чест и посебно знаење и посебно можеби религиска подготовка треба да имате за како да се однесите, па затоа таму сега имам приказна за златното јаболко, кое што стоело горе и какво значи имало златното, па јаболкото има голема символика. Имам некаде сретнал дека дури и нешто слично стоело на врвот на пирамидите. И дека тоа значи врата за влез во горниот свет на небото. А тоа не е дел од поновите култури, туку од многу постарите. Кога луѓето имале многу понагласен однос кон сонцето, кон природните појави, кон природните форми, кон природата, кон водата, кон растенијата и така натаму. И кога тие прво ќе се молеле, кажеле молитва една, две, три или не знам колку, на соодветен начин зависно од тогашните верувања и после почнувале експлоатација. А ние сега каква молитва, какви закони. Значи, сега се обидуваме тоа што тогаш религијата и верувањата ги заштитувале тие објекти, тие остатоци а денес ние како постапуваме. И тоа, ова што рековте, значи, тоа е нешто е проблем со
институционален и нашиот купен однос, ајде така да кажам, непочитување, уништување, сквернавање, ајде на некој начин да кажам, не мора тоа да е само религиско сквернавање. Сквернавање исто така на некој културен спомен кој ние овде ќе постојано се уништуваат. Особено со овие концесии и особено со овие и градење патишта и слично. Многу малку се следи што се случува на тие траси каде. И како би правели ние таков сега туризам? Го споменате Осман Агич, некои многумина критикуваат дека тоа не е научно докажано, не е релевантно, не е доволно научно издржано и така натаму, меѓутоа неговиот тој успехот го постигна. Како што рековте. Значи тука носи илјадници луѓе, тука се прави туризам, се прави истражување и стана светска атракција. Значи го привлече вниманието на цел свет. Во последната година, значи 2022, за која што има податоци, неколку стотини илјади посетители. И тој број секоја година расте. Да. Илјадници, да, и многу не го следам тоа така активно, меѓутоа некогаш илјадници идат тука на истражување, волонтери. Тие копаат, работат, тие отвораат таму делови од тие пирамидите или како да ги речам, и самото тоа е туризам. Еве ќе ви кажам само ова. Моите почетоци беа такви и размислував кога веќе се запознав доволно со терено. Ајде, нека ми опонирам, и тоа се сметам за еден мал експерт за културата на овој простор, Пелагонија Мариово и ова една област што поактивно ги следам, ма не мора да е така. Меѓутоа, да се донесат тука однадвор љубители, особено па овие стручњаци во областите, кои што можат на лице место да се соочат со она што го работат. Значи, тоа е прво туризам, економија и така натаму за нас, развој на тие области. Од друга страна, за нив е значено што ќе се допрат, бидејќи Македонија располага со премногу такви работи. Значи, овој релиефот што е околу Прилеп, кој што, ајде, морamo да споменам, па тоа личи дека тука всушност настанувала митологијата, религијата и така натаму. Ако читате митолошките приказни, да ги читате, овие вулкански случувања се на некој начин присутни во преданијата митолошки. Па да, самиот збор вулкан нели е римски бог, односно древниот бог Хефајст, кој што е ковачот на боговите. И е поврзан со вакви планини. И една друга работа, извинете, само ќе ве дополнам, значи, бидејќи го спомнавте, значи, Маркови кули во Прилеп и тој рид кој што е импонантен, во археологијата и во светската наука се познати овие така наречени свети планини. Дали зборуваме за Синај, дали зборуваме за Олимп, значи за други планини каде што тој контакт со божественото или со тогашните религиозни практики е познат, значи буквално се поврзува со овие свети планини. Да, извинете, на претходното ми во контекст на ова, овој прилепски релиеф, во кој што имаме култура и најстара и понова, да речам, и во средниот период, и во значајни мерки развиена култура. Особено се податни за вакви посети, патешествија, такви. Бидејќи, еве, Пелагонија е преполна, например, со неолит, и тоа најстар неолит, може, меѓу најстарите. Ми то повторно многу такви толкова се случува. Во Прилепско е позната Врбјанска чука, благодарение посебно на и постари археолози, и таа е истражувана уште 60-тите, 70-тите години, и таму е најден еден храм, би рекол, од тие периоди, кој што се чува во музејот, во завод и музеј, еве малку да му пренесеме на гледачите, може би некој сака да го посети, од Врбјанска чука потекнува. Фактички храм од тие преисториски периоди. Некој го лоцира во енеолит, може би е постар. Тоа се работи за една конструкција од глина. Ајде, не можам да ми зите точно ја кажам, отприлика 2 на 2, како еден голем сад, сега така е, може да се види во реконструкцијата направена. Неколку реципиенти пред него и со еден доста голем број артефакти од движни, како камени, орудија, садови, керамички и така натаму. Меѓутоа што е интересно, тој е пронајден, колку што јас сум прочитал, во една поголема градба од која што
и некои поголеми димензии има. Значи, веројатно се дека тука постои известен храм, во кој што ова е само дел од храмот кај што се случувале оние централните религиски верувања. Олтарот на некој начин. Да. Меѓутоа, моментов е овдека дека тие локалитети, историјата е специфична работа за истражување, специфична работа за за отворање на објектите, за прикажување на тие конструктивни делови од населбите, за да се моментов ми е за тоа да се прикаже за некаков, да се подготви за некаков приказ за пред туристи, макар да тоа се прави малку со прикажување на тие остатоци што се сеќават на терен со добар водич да ги објасни. Ама релиефот Прилепски па е исклучително податен за такви туристички посети и на лице место да се видат остатоците и археолошките остатоци и поновите остатоци од тврдини, од населби големи и да се видат па природните форми кои што ги привлекле уште најстарите луѓе тука. И ова што следат од типот на свети планини. Во Прилепско токму заради релиефот имаме полно такви примери. Значи, една од нив е таа на состир успение на Пресвета Богородица Трескавец познат, со голем број легенди. Тој не е само една легенда, едната легенда е за тоа дека тој е една уништен од гром манастирот, па како во ствари не од гром, туку дека една ламја некоја се нашла тука, дека го зацарила со манастирот, па не смел никој да се приближи, па после гром мамнал, па ја убил ламјата и така натаму. Полно такви приказни кои што асоцираат на подлабока праисторија, да речам подлабоко во времето, подлабоко временски звучат тие преданија. Од тоа се пренесуваат, се прилагодуваат на некој начин како што минува времето, како тука се случуваат активно живење, големо движење. Под самиот затворов имаме фактички еден град од античко време со тврдина која што тврдината и сега работат горе баш во овие тенови, да речам, во овој период откриваат нови делови од тој ограден зид, зидан со малтер и камен. Тука откријан е храм од античко време, откријани се остатоци, споменици на кои се спомнуваат Артемида, Аполон. Да не се повторуваме, тоа е подолга приказна. Меѓутоа, моментов ми е пак, поентата ми е во тоа дека тоа е многу интересен еден објект, како познат како Света планина, а на самиот пат, доаѓајќи до врвот, до тоа, на крајната цел, која што можеме да кажеме, тоа е всушност центарот на светот. Значи, ние тргнувајќи од озола, горе на самиот врв, доаѓаме во центарот на светот и да се повторам со златното јаболко, па од тука преку златното јаболко се поврзуваме со небото. Оти тоа е влез за небото. И фактички душите, веројатно така е верувањето дека душите преку тоа деле горе. И таа Света планина е обкружена со свети места од различни периоди. Значи, некаде имаме христијански артефакти, живопис на светци и така натаму, и па ги викаат светецот или слично, ама на некои од тие карпести форми, исклучителни, фасцинантни карпести форми, покрајни, среќаваме символика која што асоцира на преисторија. Со тие кружни, очигледно обработени од човек форми, символика со кружни форми, со надолжни форми, со некоја композиција од такви форми, надолжни форми или кружни форми, антропоморфни форми, ќе кажам на самото Маркови кули се среќава таква символика, се среќава како и на подножието на Златоров имам среќавано антропоморфна форма направена со кружни мали длабнатики на кополи или Душко Алексис Хилде во Македонија, кои што асоцираат на едно многу постар период. Се знае како е од 2000-та година, од прилика или 1300-та година, 4 век на нашата ера, каква религија владее овдека, и не можеме да го поврзиме баш таа символика со овој период. Тоа се многу постари символи, дека обкружено со... Тоа малку е обработено. Малку е обработено и малку таков пристап има, особено од Македонија. За таа Света планина Златоров со Трескавец има нешто, некој труд пишувано една професорка и доктор науки во Белград. Ова, ајде сега, Светлана Смолчич
да не срещам сега Светлана дали се викаше Макулјевиќ и уште едно презиме има, нека ми прости, така имаме добар контакт. И таа само така се обидел да објасни ова планина. Ние за жал овдека не можеме да го видиме тоа или не сакаме или не се посетуваме. Ако сакате да го видите, треба на самиот терен да појдете таму. Ја имам доста откриено такви артефакти во тој простор, па и пошироко. Не може да се објаснат така лесно. Значи, стварно, навистина треба да се применат методи, да се примени знаење и така натаму. Меѓутоа, самата нивна појава асоцира на такви... Исто, малку се занимавам со таа работа Света планина, кога на една планина или поголем рид среќавате еден куп, да речем, или голем број култни места, од различна форма култни места, дали се тоа со карпи, дали се со живописи, дали се со символика, дали се поврзани со некое предание, такво религиско или нерелигиско, а целата планина па имате и друга култура тука. Например, една таква форма ја ценам ридот го викаат пак тука во Прилепско, веќе во општина Долнини. Тука се селата Новоселани, Белополе, Кутлешево е па скроз скриено таму во еден да речам еден рид голем, прави една полукружна форма и некаде во длабоко во тој полукруг од натрешната страна е селото Кутлешево. А над Кутлешево пак имате, да се вратим малку во преисторијата, дури и две калиња кои што калиња. Значи утврдувања кои што поседуваат исто преисторија, нагласена преисторија со вакви слична символика кои што ја споменувавме со овие жртвеници, фигурини и така натаму, камени рудија. И таа целата планина па на крајниот дел таму поседува нешто кое што археолозите така го третираат како антички град. Од македонскиот период кој што и до средниот век живеел на некој начин. Марков чардак го викаат локалитетот. Таму има македонски тип гробници во подножјето. Исто така, сега мислам дека археолозите појдоа да ги исчистат, инаку ќе се пофалам дека јас ги лоцирав и така ги определив. Нормално жителите ги знаеа како обработени се извинувам во карпи комплетни, ајде да ги речам, куќи за почивање на покојници. И да не забегаме малку со темата, да се вратиме пак на ова дека токму овие форми кои што ги споменав како златореви, многу такви други и овие посебни карпи како што споменавме карпата која што ја уништиле во кај Шелеверци, тие се најподатни за такви патешествија туристички, од аспект на научен аспект, ако сакате, за студиски туризам зборувам, за можеби ученички туризам, може да се примени, ја не знам дали постои таков термин во туризмот, меѓутоа, особено овој студиски туризам, културен туризам, како што се нарекува, просторов, ајде на некој начин плаче за таква работа. Ја не сум многу подготвен за таква работа, повеќе се посветив на истражувањето, меѓутоа има простор и во вакви услови да се прави таква активност, се во контекст на она да развој на туризмот и за нови атракции во туризмот. Ние знаеме... Ме подсетивте со описот нели на преданието дека горе на Трескавец првин се зацарила некоја ламја, некој змеј, а подосна гром ја истерал. Знаете, тоа многу подсетува на митот каде што Зевс пред да стане главен олимписки бог, има една авантура со змијата Тифон. Значи првин треба да се бори со змијата Тифон и да ја убие, а подосна станува нормално главен олимписки бог. И ова многу асоцира на тоа дека Чекате малку, повеќе ми е блиска приказната со Аполон. Аполон не смел да се роди, кој го гонеше Хера, ми се чини бидејќи е син на Зевс или како ќе дојде тоа. Така. Меѓутоа и мајка му сега ја брка Питон или Тифон, да не е тоа слично нешто. Да. Ја гони за да не го роди. Питон, Аполон. Меѓутоа таа успева, сега не памтам доволно приказната каде се сокрива, го раѓа Аполон, меѓутоа што е интересно во тој контекст. Па на Трескавец, на локалитетот Трескавец, така да го наречам, или под Златоров во Прилеп.
Таква символика се среќава која што асоцира на ова предание. Прво имаме надписи на 3-4 споменици кои се спомнуваат Аполон, Етеуданос. Видете, што е друго интересно, ние викаме трескавец од ова време, меѓутоа има еден атрибут Аполон, кој што на надпис се среќава, Етеуданиско, така, на тие форми. Мито некој вика, тој вика дека е громобиец. Па како со трескавец, и со гром е поврзано трескавец, треснало гром тука, а ова е громобиец. Значи, кој се среќава на надпис. Тоа се моменти, меѓутоа питонот. Таму, хајде не се фалам со тоа, може би го забележали други тоа, меѓутоа еден камен споменик, камен блок од обичен камен, дури доронлив малку, гранит или магмаско потекло, не знам што е, ми тоа обработен во блок, со димензии некаде од 70 сантими на 30-40, сега не се битни, може би многу тоа, колкава димензијата му е точната, и среќавате во профилите змија. И таа е потесниот дел во проаголниот тип, од едната страна преминува на другата, продолжува како релјеф змија. Што бара змија сега горе и што значела во тој постарите периоди, а имаме приказна, тука е присутен Аполон, а Аполон, ева е приказната стои за дека е питонот требало да го изгони. Добро, сега со Делфи малку е позната приказната, во Делфи прво владел тој питонот, па така кој се развила приказна поголема, дека се случува тој нормално не сакал да предај власта во тој простор, во таа смисла. Меѓутоа, овдека среќаваме символиката горе. Уште среќаваме сега со најновите ископувања. Добро, тоа е повеќе се можеби малку доста уништени како релјеф. Ми тоа среќаваме и одредени форми на бик. Мене прво ми залича на она со да не е нешто како ламија, пак е со лами поврзано. Ама и змијата асоцира на таква работа. Ние обично ламите, па со крилја, овие измејовите дури до Англија и да не знам каде тие приказни се шират. Меѓутоа ме потсети нешто, да кажам, на почетокот го заборавив, во тој контекст на палеолит или на настанување, на геолошкото настанување Африка, кое што на некој начин комуницира со трескавец, кај што се споменува ламја, која што го уништила манастиро, се таму изголтала, пасарувала и така натаму. Ова геолошко настанување на овој простор најстар. Оно што го знае геологијата, го знае врежано во меморијата на жителите на просторот, тоа е малку фрапантно. Ја запишав една таква легенда во Мариово, како Црна не течела по ова течение во некој стар период, туку течела некаде во правецот на Лерин таму Битолско, натаму водата истекувала. Меѓутоа во еден период се судиле две ламји, баш ламји во приказната споменуваат, и во таа борба замамнале со пашките, откршиле едно парче од ридовите таму и водата тука се пробила. Сега она скочевирската клисура фактички таа е пробиена од тие ламите. Фрапантно е ова. Потоа читам геологија, ајде да речам геолошка историја на овој простор, и геолозите тврдат дека Пелагонија била море во еден постар период, некаде од прилика. Сега не можеме ние точно, можеби тие точно не може да го лоцираме, и тоа 2,5 до 3 милиони години, значи пред толку време, Пелагонија било море и водата се движела во тој правец, значи имало излез на вода кон Битолско, пак на кај Меджитлија таму. Приказнава легендата која раскажуваат жителите во Мариово, некои од жителите во Мариово, некако се поклопува со ова. И дека после, по некое тектонско движење, всушност кога се симнал пониско Егејскиот басен, дното на Егејскиот басен, тоа се тие тектонски движења, вулкански настани и така, кои што повторно поврзани со религијата. Замислете еден од прстите на Халкидик, се вика Палена. Слично нешто има и во Италија, во северна Италија, не знам каде, Палена или Флегра ми се чини две имиња, имаше сега
не ми е баш близко тоа, меѓутоа и тоа го поврзуваат со овие настани вулкански случувања, меѓутоа митолошки тоа е местата кај што се борел Зевс со титаните. Тој е фрлал со молни, со оган, со громови и така натаму. Сакам да кажем колку овие приказни на некој начин комуницираат со овој прилепски простор, пак тука да се вратиме. И затоа мене ми личи дека многу од тие митолошки приказни на некој начин се поврзани со овој простор. Бидејќи се има многу фасцинација, многу атракција таква природна и дека во тие постарите периоди дури нормално и просторот бил малку поинаков, вегетацијата била поинаква, рамнинските делови поинакви биле за живење и веројатно и она фасцинација од тие форми на карпи, значи антропоморфни карпи. Тука имаме во Прилепско, да го споменеме, овој локалитет е многу интересен, Баба. Тој е на кај Прилепското вештачко езеро, фактички покрај еден стар пат кој што одел преку превојот Дервен па Велешко за Скопје. Тој сега е функционален за овие теренски возила, меѓутоа во времето тука повеќе се движеле, тука доаѓале овие, тука патот бил од тука за Солун, и за назад до Прилеп, Битолско, овдека Пелагонија, преку тој превој. Сега тука покрај тој превој имаме една таква локалитет со тврдина, ама една карпа која што го бележува е навистина фасцинантна. Некои ќе зборуваат за божици, мајки, најдени вакви, такви големи, па тој е вистински пример на такво нешто. Ние сега колку тоа ќе го аргументираме, колку го имаме истражено, колку можеме да ги препознаеме тие символи, да аргументи кои што постојат, тоа е проблем. Меѓутоа, на тој терен ќе видите една исправена антропоморфна форма, ја вика Баба, има многу приказни поврзани тука, дека тоа се поврзува со овие со известна баба која што имала кози, па не верувала, само што завршила зимата при крајот таму некаде на февруари и не, март, само што помина и овај вика не верувала дека повеќе ќе има зима и грубо се изразила, ги збркала козите на планина, цикиш коза на планина, 7 марта на Брадина. Да не се зафатим малку со тие и повторно истата приказна е поврзана пак со значи, делот со кој што сакам да го комплетираме овој разговор е македонскиот период од антиката. Ова особено затоа што европската и светската наука како да сака да го прескокне, односно го препишува како еден вид елинистички период, уште полошо грчки период, а знаеме од многу страни дека Грција како таква не постои во антиката, постојат, како што се изрази еден мој соговорник, неколку селца кои што се представуваат како полиси, додека она што значи држава, империја, Македонија, која што преку подоцна освојувањето на Филип и Александар оди до екстремниот исток, до Индија, науката како да има отпор да признае дека таков цивилизацијски период постои. Сега, бидејќи вие, Тренчо, сте човек кој што ја познава Пелагонија, го познава Прилеп и Прилепско, овде би сакал да се концентрираме на тоа, трагите од овој период во историјата во регионот кој што вие најдобро го познавате. Пелагонија е едно од можеби најинтересните простори или региони кои што има една длабока комуникација со времето. Со самото име. Значи, името Пелагонија, овај простор го носи од многу одамна. Меѓутоа, не само како простор и како име, туку и од културен аспект е особено интересна и во контекст на ова што се зборува што ни се случува нам, а тоа ни се случува бидејќи ние не сме доволно на нашиот капацитет или не сакаме да го изразиме или го немаме. Значи, а од друга страна, оние кои што отстрана од други простори пренесуваат информации или проучуваат и изнесуваат некакви факти за некакво културно живење и постоење, тие нормално го прават по свое тоа. Така што, споменавте, многу интересен овој момент на потекло на идентитетите. Баш ме израдува се, морам да го потенцирам, во Штип се случи една таква научна средба, не знам како се викаше, Македонија, крстопат на цивилизација и култури и така натаму.
Меѓутоа имаше едно изјаснување многу интересно, вика ние не треба да го лоцираме нашето потекло во античко време и со античко време да го врзуваме. Има голем број артефакти, символика, податоци, можеби и генеалошки, генетски, кои што упатуваат на постарото бронзено време. Бронзеното време е еден период кога многу поголем развој се случува културен, многу доживува човештвото еден навистина нагласен развој. Не случајно тука се овие и митолошки приказни и археолошки сознанија за Троја, за војните и така натаму, меѓутоа моментов е дека се случува, а Пелагонија токму со тој период многу добро комуницира и многу остатоци културни има од тој период, за жал малку проучени. И тоа е многу интересно што Пелагонија постоела и како Пелагонско кралство во тој период, и тоа пелагонците, од друга страна се македонци, како што се ленкестите, како што се афакситици и така натаму. Многу интересно како го прикриваат тоа, само кратко, за ова сакам се префрлам нешто друго. Како го прикриваат тоа, дури и нашите стручњаци би рекол, не сакам на ова да премини да се свати како навреда, меѓутоа недоволно јасно ни е пренесено. Дека македонци како идентитет не се работи само за едно племе или за една етничка заедница. Туку како македонци на поимот Македон се повили или на епонимот Македон се повикувале еден голем број племиња од тоа време, да не ги набројуваме сите, ги спомнав ликестиците, пелагонците, факситиците, лимеците и така натаму, значи кои што всушност се сметале за македонци. Па како на кого да му веруваме ние сега, дали на некој научник, археолог, историчар сега или на Тукидид на пример, или на Диодор на пример. Кај кој што се среќава токму вакви определби. Вика македонското племе линкести. И Страбон, и Кестрабон мислам нешто тако среќава. Сега ние не му веруваме на некој кој што е поблизу до тоа време или можеби живее во тоа време, а шпекулираме или се обидуваме да кажеме дека тие не биле во право и така натаму. Меѓутоа е многу интересно тоа што ние немаме свое видување, не свое видување, научно истражување. Јас зборувам за аргументи, за факти, за археолошки податоци, за историски податоци и така натаму. Немаме свое научно видување на тој континуитет на културно живење, па и биолошко обстојување. Бидејќи македонската култура, македонците како етникум, како да кажем, сите овие племиња кои што се сметале за македонци. Може само дали може само да ве дополнам нешто, значи бидејќи зборуваме за бронзеното време, за нашите гледачи да потенцираме, зборуваме отприлика за 4-тиот милениум пред наша ера па наваму, значи вака. Зборуваме за вториот милениум пред нашата ера. Се извинувам, вториот милениум пред наша ера пред 4000 години, така. Веќе точно пред 4000 години. Така, отприлика или нека се и 3500 години. Значи зборуваме, ево, вака, во центарот е Тројанската војна, случувањето на војната 1200 година пред наша ера и наваму и понатаму. Така. Вака сега ме кажам дека оние митолошките приказни сега мораме да се крепиме на тоа или на Илјада и Одисеја кои што ги сметат за Библија на Балканот. Кои што имаме оставено податоци и други слични такви податоци од такви автори, да ги речам, или преданија кои што се на разни начин зачувани. Мито ако се следи тоа и подоснежните автори, ако сакате дури овие автори, уметници, трагичарите, трагедии кои што пишувале, драми кои што пишувале, поезија кои што тие пренесуваат одредени податоци. Не можеме да ги земеме како фактографски. Меѓутоа, тие живееле во тоа време и комуницирале со такви термини, со такви етнички заедници, со такви личности и тие ги потребувале во нивните дела. Така. Ето тоа укажува нешто по некој континуитет. Многу интересни се во тој контекст бригиците или бригите некој би рекол или фригиците, ама фригиците веќе кога се преселиле дел од нив или се преселиле во Малазија. Меѓутоа, ако навлеземе малку подлабоко во тие податоците кои што ги добиваме од митологијата, од преданијата, и од спомениците. Сеќаваме на надписи, сеќаваме, да речеме,
како се вика, престоли на Пелоп. А Пелоп вика е Бригиец. А во грчката историја како грк го третираат, како грчка култура, како што е слични се ситуациите со критко-минойската култура, со микенската култура. Па замислете, ако навлезете малку, јас сега не можам да кажам дека сум некаков случнак, кој знае како за старото мито, читајќи ја таа литература, па нешто ми станува многу појасно. Во која смисла? Па ако навлезете во генеалогијата на етникумите кои што ја формирале Троја, кои што ја создале таа култура, кои што биле таму, па се исчезнале од таму, па преминале во Мала Азија. Па ќе видите таму дека многу од тие племиња, карици, лелези, не знам сега, тие се на некој начин блиски со бригиците. Бригиците живееле на овој простор. Пелоп, па друга страна, викаме, се вели Бригес, тоа го кажуваат и во најстарите литература што е позната одека, кај Хомер ќе го статните, во митолошките прикази ќе го статните, кај авторите трагичари ќе го статните, како Бригиец. И што е интересно тука? Тој е Бригиец, а негови синови се Атреј и Тиес, како се викаат тие првите најстарите што се докажани на некој начин микенски цареви, а од нив е Агамемнон. Па тогаш не може да биде дека е грк Агамемнон. Иако доста е интересно, Тројанската војна е интересна, учесниците во Тројанската војна. Врските со Троја на овој простор со Троја. Мене многумина ми реплицираат дури онаки грубо некогаш што има тоа врска, меѓутоа има како нема врска. Па како да кажам, Агамемнон е по потекло, значи внук на Пелоп, Пелоп е Бригиец. Е сега во историјата нас ни е представен како грк некаков или не знам од каде грк, кога е тој всушност, ако му е дедо Пелоп, тој е Бригиец. Така. Не може да биде друго. Е сега, ако бригиците живееле овдека и сега тука видите, се спори многу дали биле бригиците тракици, дали биле македонци, дали биле од друго потекло и така натаму, меѓутоа најголем број индици дават дека зборувале јазик сличен на македонците, тие кои што се декларирале македонци, фактички се македонско племе. Така. Ајде, пословно да кажеме. И приказната сега за македонската лоза кралеви ја поврзуваме со Аргос, дека дошле од Дарк, па Аргеади се вика, па Хераклиди се вика. Па ако читаме малку повеќе тие патоци како се движат низ тие митолошки преданија, кај Хомер, кај Страбон, кај опишувањата сега веќе Страбон не е митологија, ги користат тие митолошки, кај Херодот и така натаму. Ќе видите како едно движење многу интересно се случува. Од Агамемнон синот се вика Орест. Меѓутоа тој убива неговата мајка, Клитемнестра, тоа е опишано кај трагичарите. Мајка му, жената на Агамемнон, бидејќи го изневерила неговиот татко. И тој сега бара, постојано е прогонет. Може би од самиот греф што го направил, убил мајка, без разлика каква била ситуацијата. И видите, после среќаваме ние во Воденско, тука во тој дел Костурско во ствари, Орест доаѓа тука, па Орестида после една огромна територија до Јадранот некое време била како кралство. И како сега, кај се врските? Па после вака, што се случува? Па приказната за Темен и Каран, како Каран доаѓа тука, и се вели вака, овој кралот на Орестида го повикал Каран да му помогне. Нешто, имал проблем со кој беше племе тука во близина, во војни, да му помогне, му викал, ќе ти дам тука територија, тука да се насели со твоите. Јутоа, зошто е така? Бидејќи има индици дека тие биле роднински поврзани. Интересна е приказната со Хераклидите. Хераклидите владеат со Пелопонес, па и со Микена, и со тие Аргос, еден од поголемите градови, па мора да бегат можеби во Мала Азија, па повторно се враќат и токму е тој период со ова бронзеното време околу 1900 година, тука некаде се лоцира тоа повторно доаѓање на Хераклидите на Пелопонес. И замислете сега, па од тука па некаде од Аргос како па доаѓаат тој Темен Каран потекнуваат,
а роднински се поврзани, ако се чита добро литературата. Темен, Каран, Каран е подосна, значи пред него е Темен, негов предок е и голем број тие нивни предци, па тие потекнуваат од Херакле. А Херакле исто така го поврзуваат во митологијата, според тие подоци мораме со тоа да комуницираме, немаме други подоци и то не се историски личности, не можеме да ги потврдиме на тој начин. Меѓутоа што асоцира? Има еден континуитет културен и идентитетски би рекол кој што не води многу низ историјата, низ долга историја. Дека македонците всушност не се она кое што ги представува некое племе, па зајакнало, па направило територија, па станало империја и така натаму, туку еден долг континуитет на движење, на борби, на развој, на култура и така натаму. Во тој контекст морам да го споменам моментот дека потврда за тој долг културен развој, за тоа високо културно достигнување. Многу малку е афирмирано, меѓутоа, видите, филигранството, како културен наод од тоа време. Меѓу највисоко достигнатите естетски нивоа се во филигранството во ток на македонскиот простор. И сега тука ги имаме археолошките локалитети за среќа еден во Македонија, за жал многу запоставен, тоа е Требениште. И други имаме во Синдос, кај Солун таму кај паѓа, е доста истражуван. Меѓутоа, она што се среќава како естетика, обработка на злато, обработка на метални форми, на филигранство што го нарекуваме, за накити, за слични работи. Мислам врвно достигнување, дека за врвно достигнување се работи. Сакам да кажам дека тој долг процес на развој, на историја, на култура, на движење, на однос со останатите на овој простор во Медитеранот. Некако, значи, ајде да не си даваме значење како македонци, посебно сите сме исти на оваа земјина топка, меѓутоа нешто тука се случило многу големо достигнување. За жал, еве и сега разговарав со еден од археолозите од Охрид, зошто Требениште е едно од најзначајните наоѓалишта. Тоа се тие златните маски, филигрански, обработени високо уметнички достигнувања во 6 век го лоцира и така натаму. Меѓутоа е запоставено денес, работеле бугарите, работеле србите, однесле, ние сега го оставивме. Колку за подсетување и бугарите и србите имаат однесено по 2 златни маски од таму. Точно. Ама тоа е наоѓалиште што постојано треба да се работи. Бидејќи едно на значаните, вика, тоа биле кнежевски гробници или не знам како. Кнежевски, ама тука во тие кнежевски може и кралска некој, ајде тоа кнез и крал исто е, меѓутоа, ајде рече може и неколку кнеза, па некој е уште и над нив владел. Ако трагаме по травата, дека има уште можеби уште еден куп такви наоди тука. Последната моја информација е дека се направил некој обид пред, не знам, сега да не кажам 10-20 години, за истражување некој тука, меѓутоа во некоја парцела имало одреден конструкција или индици за конструкција и се обиделе од музеот во Охрид да ја собственикот се случиле некои промена на собственикот, еден ја продал на друг, сконтактирале со постара личност, постарата личност ги упатил на син му во Австралија и така завршило тоа. Меѓутоа, во тој контекст мора да споменеме и овој факт што претходно разговаравме за врските културни на овој Македонија, Пелагонија. Пелагонија ја споменувам и во овој контекст. Археолозите и историчарите се сложуваат дека во најстарите периоди етничката просторија, етничкиот простор на Македонија фактички се викал Пелагонија, дека под Пелагонија се подразбирал. Ако сакате исто и во тој период или можеби во поновио веќе во Пелагонија, во името Пелагонија, под името Пелагонија се подразбира не само Пелагонија овој равнинскиот дел, туку и Маријово, поголемиот дел од Маријово сега кој што е таму тој планински дел да го речем. Сега да кажам поинаку стоеле тогаш работите. Или тоа е веројатно во период кога Пелагонија било кралство. Ми тоа се вратиме на символиката. Ние среќаваме погребување под маска во Микена, тоа се лоцира некаде 1950 или таму, дали сме прецизни, не знам, и тоа тука во тој период. Маската на Агамемнон, например, која што се споменува таму, и сега слична традиција сеќаваме во Македонија, во Требениште. Меѓутоа е нешто за нас барем послабите во таа област,
кои што имаме помалку информации или не сме образовани за таа област, малку нејасно и тешко да се во Требениште е 6 век, ваму е многу порано. Така. Мито каква е таа врска? И во тој контекст морам да споменам по еден историски факт кој што е потврден во 479 година, многу подоцна пред наша ера зборува, кога веќе Микенското кралство е во бајде нечемо распад, во лоша состојба и мора од таму да се повлекува. Замислете, во Македонија се доселуваат не знам колкава група микенци. Некаде пак во овој простор кој Турско и тоа на некој начин можеме да го поврземе со област Орестида и така натаму. И да се вратам малку на што морам да кажам со Крит, бидејќи многу се информации, можеби не може да кажам дека сум многу подкован за таа работа, онакви информации кои што сум ги проследил. Во Македонија се доселени и критијани некаде во 1400 година пред наша ера, така се лоцира според одредени податоци, археолошки, митолошки и така натаму, од стручњаци е така произнесено, се доселуваат во Македонија. Значи кога морале кога се распаднала критската цивилизација и кога морале да се бегаат оттам, да се повлекуваат. Дел отишле на Сицилија, дел во Македонија. Меѓутоа што се случува? Ако некаде од прилика во 1400-та дошле една група во Македонија, после неколку века, во 8-миот век од прилика пред наша ера, повторно таа група од Сицилија дошла во Македонија. Што се случува тоа? Малку нејасно е што барале тие тука. Тој асоцира на некои блискости со овој простор. Некои дури роднински врски со овој простор. И сега што е интересно и тоа дека се изнесува еден податок дека од тие од Сицилија ги водел некој Ботон и сега ние имаме се поврзува дека Ботијаја област или Воден сега сакате. Ајде малку послободно, етимологијата мене ми е симптоматична, не симптоматична, него тешка, не би сакал ја така слободно да ги произнесувам работите од Боте, Вода, Воден и така натаму, и тоа сепак се тврди кај стручњаци дека не се тврди, туку барем се претпоставува дека можеби дури Ботијаја областа или Воден сега тука тој простор го носи името од тој Ботон како е по ним. Мито не знам дали успеавме малку барем да се доближиме до она што беше целта. Јас би сакал тука за крај само една финеса да дадеме нова. Спомнавте неколку пати дека античките автори се служат со митологијата како извор за своите пишувања, а ние се служиме со античките автори. Дали не е време и ние како современици, како луѓе од денешницата, односно историчарите, историската наука да почне малку повеќе да гледа на митологијата како, не велам комплетен извор за древната историја, туку како укажување на тоа во кој правец се движела таа историја. Ве споменавте Троја, значи ние на тоа гледаме само како на митологија, од друга страна во самата Илијада и Одисеја наоѓаме и географија многу, и историја, и нешто што буквално просторот го покажува. Троја е фрапантно поврзана со овој простор, со македонскиот простор. Значи тука е Пајонија, Вардар, Мајонци, Имиња, Пирајхме, Астеропај и така натаму. Ова да се вратим на ова што го споменавте, значи како момент, јас сум преамбициозно да кажам така, меѓутоа ние од наш аспект сега би рекол, со аргументи, пак зборувам, историски, митолошки, митологијата мораме да ја користиме за постарите периоди. Па немаме ние податоци. Па видете, историјата знаете како се продлабочува во времето? Па со тоа што митолошките приказни се потврдуваат. Со факти значи на тој начин се продлабочува времето историско. Ние на некој начин треба, па не само ние, дури светот треба да направи според мене, ајде, храбро, ние можеме послободно да кажеме така, јас новинар сум по професија, можам така да кажам, треба да направиме ревизија на сета таа работа. Апсолутно. Не е точно она официјална наука која што ни е нас пренесена. Затоа сум сигурен, тоа можам да кажам, сигурен сум, за себе барем. Не можам на другите да ги убедам, и тоа. Сигурен сум дека тој дел од историјата е тенденциозно пренесен и тенденциозно аргументиран. Постојат други аргументи, сосема поинакви,
не можам доволно да го објаснам, може и повеќе време треба, како се случува еден културен и етнички континуитет во целиот Медитеран. Тоа го зборуваат приказните, па дури и вистинските познатите моменти на движење на населението. Од Мала Азија, преку Македонија, преку Грција, се територијата небитно, низ тие сите простори, има движења кои што не упатува дека сосема поинаква етничката ситуација, етничката карта, етничкиот идентитет, ако сакате. И токму е тоа, ако можеме, ако е крај сега да завршиме со тоа, нашиот идентитет е токму со тоа поврзан и можеби пак храбро да речам, да кажеме дека некој како да сака да ни го одземе тоа, па дури со некои договори од преспански карактер, од не знам какви бугарски карактер, грчки карактер, ние нови просто сме сите етнички поврзани и генетски на некој начин, културно да не зборуваме. Значи, ова што ни се случува е нешто кое што треба светот да се срами. Како е можно вовто некој да прави договори за исклучителни за некакво занимавање со култура, со идентитет, со цивилизација, со артефакти, со археологија, со историја. Мога. Така. Ја мислам, светот ќе опстане само ако се откаже од ваквиот начин на толкување, на третирање на работа. Така, господин Тренчо, господин Димитриевски, јас ви благодарам за ова исцрпно гостување по втор пат на каналот Татунчо. Загатнавме многу теми кои што ставаат простор за наредни разговори кои што би биле поспецифични. Еве јас давам покана до гледачите да даваат сугестии што посебно ги интересира од овој разговор и што посебно би сакале да продлабочиме. Јас ви благодарам и посакувам уште плодна работа, добро здравје и секој добро од мене. Ви благодарам, ми беше задоволство. Еве, втор пат се ваков еден разговор правиме, се надаваме дека е корисен во тоа, дека ќе пренесеме интересни пораки, можеби и ќе инициираме одредени слични активности од друга страна и ајде да направиме една мала реклама. Не реклама, туку се оно што ја изслушувам, го пренесувам во мојот портал Пелагон, па еве овие кои што го следат сето ова можат и таму да се обидат да го најдат на pelagon.mk, па да се следиме. Така. Секој добро. Се најубаво. Јадно.